Почитувани гледачи, добре ни дојдовте. Денеска во неделниот микс за почеток ќе зборуваме за природната убавина, грижата за себе и моќта на свесното движење. Јогата за лице стана популарен метод за подобрување на тонусот на лицето, релаксација и целокупната благосостојба, без инвазивни третмани. Нашата гостинка, Нена Јоновска, е сертифициран експерт за јога на лице, која помага на луѓето од сите возрасти повторно да се поврзат со мускулите на лицето, да намалат напнатоста и да прифатат здраво природно старење. Се поврзано со масажата, односно јога на лице, ќе зборуваме о продолжение токму со Нена. Добре ни дојде, Нена. Добре ве најдов. Како си? Фала на прашање, добро сум. Се помладо и помладо ни изгледаш. Баш ми е драго ако така делувам, па тоа и доказ јас некако би требало и да служам со начинот на живот и практиките кои што ги применувам за останатите на кои што им помагам. Значи, добро ако може тоа да се види, а не само да се кажува дека нешто делува, значи кога се гледа и кога другите потврдуваат, секако и комплименти и потврда за она што го работам. Така, ние се видовме пред една година, ако не се лажам, меѓутоа еве и за гледачите можеме да спомнеме всушност како јогата на лице делува на мускулите на лицето и зошто е важна. Да, многу убаво прашање за почеток. Значи, лицето анатомски е составено не само од кожа, она што го гледаме површински, под кожата се мускулите и коските. Значи, бјути индустријата и скинкер индустријата сакаат да не убедат дека негата за кожата е она што е најважно за добро да изгледаме, меѓутоа лицето го држат и мускулите и коските и со фейс јога, значи со јога за лице, се потикнуваат сите овие делови на лицето, значи и кожата и мускулите и коските. Што значи лицето на тој начин нема да пропаѓа. Значи ако знаеме дека телото кога го вежбаме, а исто така главата и лицето се дел од една целина, какви резултати дава, тоа значи дека автоматски лицето кога се тренира и не ги игнорираме речиси 60 мускули кои што се наоѓаат на него, тоа нема да пропаѓа. Односно, што е многу битно да се каже конкретно за мускулите на лицето, спомнав дека се речиси 60, меѓутоа многу важни 3 мускули се наоѓаат кружни на лицето, тоа се 2 кружни мускули околу очите и околу устата. Сите овие 3 мускули ги држат останатите мускули во лицето како грозд и значи од нивниот тонус, а од нивната состојба зависи состојбата на останатите. Значи кога ги тренираме нив, ги тренираме и останатите мускули приврзани на нив и затоа викаме дека од исклучителна важност е тонусот на овие мускули, бидејќи го одредуваат виталноста на лицето. И сега со таа стимулација ние свесна што можеме да правиме, да научиме, ги потикнуваме колагенот и еластинот, значи структурните протеини на лицето, на кожата, на добриот изглед и ја отпуштаме тензијата, значи се она што собираме преку денот, што не стресира, и сите надворешни стресори во смисла нечистоти и слично. Значи со оваа практика успеваме да како комбинација, значи од техники, од вежби, масажа, акупресура и сите останати техники за релаксација и добро чувствување, значи на телото и лицето, да постигнеме една рамнотежа, значи ние преку лицето делуваме на внатрешноста, тоа треба да сме свесни, бидејќи лицето е рефлексна зона. Реков, мускулите не ги гледаме, површински е кожата, на кожата кога допираме, кога имаме контакт со нејза, значи влијаеме врз внатрешноста, а понатака секако ќе спомнеме колку е битно и да го храниме внатрешното тело, затоа што па се она што правиме од внатре, како физичка исхрана, мисли, емоции и слично, делуваат од надвор. Да, баш и пред да се вклучат камерите зборуваме за тоа колку на лицето се гледа. Да. А од друга страна, нели, не може тоа да се скрие, или прво се гледа лицето, сето она, например, што го внесуваме, храна, пијалоци, дали доволно спиеме, стресови од секојдневието, сето тоа се гледа на лице. Да, па вака лицето е, ќе повториме тоа што си го зборевме претходно, значи
е генетика, значи она што сме го наследиле, одредени црти од нашите предци, кои што имаат уникатна кореографија, значи таа комбинација на црти. Со текот на животот преживуваме различни настани, кои што ги градат нашите карактерни црти, значи нешто е поизразено, нешто не е. Лицето ни покажува низ какви состојби минуваме и затоа е многу добро да се следи лицето, да се наблюдува, да се обрнува внимание на него, затоа што она е дијагностичка алатка, ни покажува дали минуваме низ одредени дисбаланси, за да ги поправаме, ги минуваме навиките кои што ги имаме во животот. Да, многу е битно што внесуваме, тоа се гледа преку кожата, преку очите, преку косата, преку насмевката, преку забите, значи она што од надвор се гледа, тоа е одраз, рефлексија на внатрешноста, но многу е битно и каков однос ние имаме спрема себе, значи не е само еве ќе намачкаме одреден продукт, него ние во каква состојба сме тогаш, дали сме присутни додека го правиме тоа, што друго си забележуваме кај себе, како си сообраќаме, дали имаме негативен или позитивен пристап, дали имаме пристап на осуда или на прифаќање. Тие многу работи се битни затоа што кожата е нервен систем, се осеќа. Да, и навистина е така. Да. И невозможно е, како што спомна и ти, ке се надоврзам, да да кажам, на некој начин, можеби внесуваме нездрава храна, нездрав начин на живот имаме, а да очекуваме дека некоја крема или некој третман ќе ни овозможи да изгледаме. Не постои ни една крема, ни еден третман што инстант ќе ги решат сите работи, проблеми на чудесен начин, значи се е битно што правиме секојдневно или сега ние не можеме да бидеме совршени, не сме некоја нерасиплива машина, значи едно е што не можеме скроз секој ден исти работи да повторуваме. Меѓутоа, ако имаме ние одредена цел, не знам, да сме здрави и да живееме долговечно, не можеме да очекуваме дека ако нешто правиме ретко, па тоа ќе ни го донесе посакуваниот резултат. Ние треба да правиме во глобала и најчесто она што не носи до посакуваниот резултат, па некогаш кога ќе прибегнеме, тоа да не се гледа. И затоа е многу важно, значи, редовната практика, нели? Редовната практика, значи, во смисла затоа што тоа не се само вежби, масажа и акупресура за лице директно преку кој што ние влијаме. Лицето не потсетува како ние живееме. И она што на почетокот уште требаше да се спомне е дека освен стимулацијата на мускулите која што нели провоцира производство на колаген и еластин, исто така многу важни процеси се случуваат тука, значи циркулацијата и лимфната дренажа. Значи тоа е многу битно. Освен отпуштањето на тензиите, тоа да се каже, значи лицето подобро се исхранува кога го тренираме, значи кожата зацврстува на тој начин, не е само да се подобрува естетски тонусот на лицето, изгледот, значи тука квалитетот на кожа добива на сила, одбрамбената функција е појака, значи она што треба да го прими, што го нанесуваме подлабоко ќе делува, она што не е за кожата, исто така функцијата на кожата е посилна, па ќе го одбрани телото од внесна непотребни, штетни материи. И така натака можеме ако сакаш да продолжам да ги нижам бенефитите, затоа што може барем навистина се многу, околу десетина да наброиме. Па да, освен естетската предност на оваа, да речеме, холистичка практика која што популарно сега сакаме да ја истакнеме дека е алатка, природна алатка, животна алатка за пошто зависи исклучува од нас за изгледот. Многу е важно ние како се чувствуваме и на тој начин така помагаме и во нашиот надворешен изглед. Значи јас би сакала да ги истакнам тие што се надвор од естетските придобивки, други предобивки за нашето тело и благосостојба. Тоа е стимулацијата на ендокриниот систем, значи кога го тренираме лицето влијаеме на трешните жлезди, на жлездите кои што се наоѓаат. Мислиш на матричните органи? Значи поврзано е сето тоа. Поврзано е со жлездите кои што се наоѓаат во главата. На целото тело влијаеме на тој начин што на лицето се распоредени одредени акупресурни точки, они се поставени на одредени енергетски канали кои што во енергетскиот систем на телото циркулираат и поминуваат низ сите наши органи и системи, така да ние преку телото со нашиот допир контактираме со таа внатрешност што не ја гледаме. Значи ние на телото тоа што ќе му внесеме се гледа на лицето, дали е здраво кожата или не, тоа е одраз на внатрешноста. Но и ние кога го допираме, комуницираме со она што не се гледа. Така да во таа смисла освен
Работата на жлездите, би спомнала тука влијание врз лимфниот систем, значи на нашата глава вратот се наоѓаат најголем дел од лимфните чворови, филтри кои што го прочистуваат телото од токсини, течности и така натака. Тоа е нашиот одбрамен систем, природен имунитет, значи го стимулираме на тој начин. А во однос на намалување на брчките, на пример, и самата таа Па да, опуштеност? значи кога се подобрува циркулацијата, лицето многу подобро се искранува, кога се тренираат мускулите, они зајакнуваат, го враќаат својот или го одржуваат својот волумен, така да лицето има простор да биде, значи, со волумен, кожата да биде убаво обтегната, измазнета и на тој начин ќе се намали појавата на тие линии брчки кои што толку многу ни засметуваат или да речеме се први сигнали на старење, но не се секогаш старечки брчките. Брчките може да настанат и од некоја помала функција на одредени органи или да речеме привремена недоволно или недобра грижа. Не знам, посува кожа и слично, па еве сега овој период може тоа исто така да биде одраз на дехидрирано лице, кога затега, кога се појавуваат линии брчки. Да се надоврзам на ова претходното што кажав, бенефитите во смисла кои што не се директно поврзани со естетиката, значи влијанието врз стресот, значи лицето во стресот како изгледа. Крвта ни оди во телото, тогаш најмалце и треба убавина на личноста која е во борба или бегство, значи го губи сјајот, изгледа уморно, се јавуваат подочници, лицето е склоно да дехидрира, но исто така и се зголемува лачењето на себум, да, баш заради тоа што кортизолот е висок и претеран и се инхибира на некој начин функцијата на мелатонинот, па кој што ни помага да се регенерираме. Ние на овој начин со практикување на фейс йога го умируваме системот, значи влијаеме врз нервниот систем и кога ќе го смириме телото и умот, почнуваат некои други убави срекни хормони да циркулираат, па на тој начин се менува и расположението. Тука е важна една, се вика facial feedback хипотеза да ја спомнеме, што значи кога свесно ги движиме мускулите на лицето, значи ние емоциите што ги доживуваме не можеме да ги спречиме, они преку специфични движења на мускулите изразуваат одредени експресии. И сега тие експресии, да речеме, некогаш се од позитивни емоции, некогаш се од негативни. Тоа што го гледали, тоа што се случува на лицето, мозокот го прати. И сега ние би сакале да останеме во некоја добра позитивна состојба, за во телото да циркулираат такви информации дека се е окей со нас, добро сме. Но што ќе се случи, да речеме, ако подолг временски период останеме со згрчен дел помеѓу вегите, тоа е една стресна зона кај што се појавуваат обично две линии, тогаш мозокот чита информација дека нешто не е во ред со нас, односно дека може надвор има опасност или тоа е просто една навикната мимика. И сега тоа кога ќе свесно ќе го измениме, почнува да се менува, да речеме, хормоналната слика во телото и некогаш што се вика не можеме да влијаме врз емоциите, ма секако врз телото можеме. Значи или да ги превенираме кога ќе приметиме дека кога постојат да ги ретренираме, значи да направиме нешто друго, или кога ја препознаваме емоцијата па да спречиме појава на истите. Уште би додала да речеме фейс йога помага за постурата, држењето на јазикот, пролабоченото дишање, болки со видот, прочистување намагливоста што имаме уморот, значи се подобрува фокусот, меморијата, значи да речам се формираат нови мозочни образци, кога правиме посебно вежби за очи. Има доста придобивки, значи многу е повеќе слојно е, да, не е само така се допираме нешто, правиме, вежбаме за лицето за да се разубавиме. Се разубаваме многу повеќе внатрешно. И сега, Нена, еве спомнавме кои се бенефитите, но колку често всушност треба да се практикува јогата за лице? Ајде малку да навлеземе во тој дел. Еве ние гледаме инсерти тука како всушност се прави. Да, ова се дел така од техниките што ги применуваме. Па фейс йога фактички кога ќе ви влезе во свеста колку на ниво на тело, ум и лице делува, значи бидејќи се е поврзано,
таа треба да биде секојдневна пракса на некој начин. Не мора секогаш многу долго да трае. Сега за почетници кои што не ги знаат техниките, секако треба еден одреден период да поминат, да доаѓаат на часови. Јас сум тука да им помогнам, значи да ги упатам како да се служат со својата природна алатка, со своите прсти, со своите дланки, што се може да прават на лицето. И сега научните студии викаат дека во 5-месечен период со 20 минутно вежбање, 10 минути масажа, дури забележани се подмладување и до 3 години. Но ако сакаме лицето да не пропаѓа, ние со едноставно секојдневно држање на свеста дека она што го носиме во себе не треба да дозволиме толку силно да се рефлектира на лицето, затоа што тоа после може да остане тука, значи да се претвори во една статичка состојба. Па тоа од друга страна спомнавме како делува и на емоциите, значи држиме една свесност и се погледнуваме, проверуваме каков ни е стилот на живот, ако треба нешто да менуваме. Значи како начин на живот ја би рекола дека е секојдневна алатка, од која се знаат техниките и се има свеста, ние внимаваме во однесувањето и во реакциите и во експресиите, но секако и правиме по некоја вежба сега или некое растапкување, растегнување, држиме кога сакаме да застегнеме, држиме на одреден начин отпор, значи работиме со двете раце и тоа е исто придобивка, ги активираме двете мозочни хемисфери, баш зашто работиме и со едната и со другата страна. Ја подобруваме симетријата, се трудиме што посиметрични да бидеме и поскладно да работиме, пошто ние не сме скоро еднакви левата и десната страна, ние не се на ист начин јаки, така да ја би рекла дека секој може 5 минути да одвои за себе во денот, да се примири, да биде присутен во тој момент, барем додека нанесува дневната и ноќната нега, тука малце повеќе да си даде акцент, да се провери како се чувствува, наутро за да го разбуди лицето, навечер за да се релаксира и да влезе во една мирна, спокојна состојба во сонот. Мислам дека па ете 10 минути во денот сигурно секој може да направи нешто добро за себе, би рекла. И Нена, кога ќе почне да се практикува тоа, веќе навистина станува, па да не речам како зависност, едноставно потреба. Па да, потреба е како миењето заби, ако миењето заби не се прави редовно, они не би биле здрави. Значи, исто и ова, не можеме да очекуваме резултати ако тоа го правиме еднократно. Така да ова ти влегува во свеста, јас, како да кажам, ќе речам, треба да е една постојана секојдневна рутина. Но таа рутина не изгледа секој ден исто и затоа е интересно. Вие си приметувате, си го запознавате лицето си, се запознавате себе си, му давате тоа што му треба. Така, апсолутно. Да. Како да се постигне долговечност на кожата? Ете, буквално сме пренатрупани од толку информации, како вечно да се остане млад, како да се користи тоа. Сега има толку многу нови методи. Буквално преплавени сме од сето она што се случува, но како генерално до подолго време да се одржи кожата свежа? Може. Значи тоа идејата за вечна младост, еднаш некаде кажував, мислам стварно дури малци бизарно, мислам природен процес е старењето, ние не можеме против него да одиме, затоа е фейс јога, значи да го прифатиме старењето како еден природен процес во кој што па убави промени може да се случуваат, ако секако ние добро си се однесуваме кон себе си. Значи, па сега еве јас скоро 45, помалку 45 години, да ми речат изгледаш како 20, да, комплимента. Меѓутоа некој кога разговара со мене треба да ми верува. Значи, сепак треба моето лице некаков трак да има на времето, но да се превенираат оние лоши сигнали. Што значи тоа? Долговечност на кожата, како да се постигне? Баш тоа што претходно кажавме, телото влијае на лицето, меѓутоа и ние преку лицето влијаме на телото. Ние со секојдневната нега што ја правиме, што му ја пружаме, со свесен избор на соодветни препарати кои што не мора да бидат многу. Во еден производ исто така не се согласувам дека има се. Јас сум поборник за тоа едно слоевит принцип на нанесување на нега, баш за да има поголем, како да кажам, кумулативен ефект на она што ќе го нанесеме. Значи тоа секојдневно кога се прави, се стимулираат клетките кои што го потикнуваат колагенот и еластинот. Ти рековме се основни протеини што ја даваат структурата на добрата структура на кожата, ги има и во други делови низ телото секако. И на тој начин, значи, фактички ние делуваме
кожата подолго време да остане во добра состојба. Баш затоа што ги поттикнуваме овие процеси да се случуваат континуирано. И сега, како да кажам, ако лицето е добро негувано, кожата е благодарен орган. Оно кога е третирано се гледа, кога не е третирано исто така се гледа. Значи кога се третира и се одржува таа добра состојба, како да кажам, и внатрешноста ја имитира таа добра состојба и се некако си се надоградува едно на синергија се друго. случува, Да, значи тоа е ефект од надвор кон внатре, од внатре кон надвор се. Како што се рефлектира природно, можеме значи да си го помогнеме со секојдневната свесна нега и допир, значи на лицето, баш така, значи на едноставен, природен, безболен и пријатен би рекла начин, значи ова не е нешто што боли, не е токсично, е пријатно, само треба да се да прави редовно за да се сигнализира во внатрешноста она што веќе постои да се искористува како потенцијал. Во однос на методите кои што се дополнителни, освен прстите, односно дланките, зборувам за гуаша, сега се појавија многу други исто така нови методи, гледам некои светла специјални состават како маски, што ли уште не. Да. Во поглед на тоа, кој е твоето мислење на сите тие? Вака, да, во некој сегмент се согласувам дека дури некои уреди можеме дома сами да си ги употребуваме, почнувајќи од уред за како електрична шпатула за чистење на лицето, до тие LED маски кои што имаат спектар на светлина, која што некоја помага за регенерација, некоја за смирување, некоја за поттикнување на раст на косата. Имаме уреди кои што исто така прават микроосцилации за мускулатурата, се што е поврзано на тој начин што не е инвазивно, значи ги стимулира мускулите, односно структурните протеини. Тука се кристалните плочки, алатки, популарно наречени гуаши, тоа е уствари техника гуаша, со која што на некој начин неинвазивно се грепка лицето се до појава на црвенило. Тие се добри за циркулацијата, но со нив се прави и лимфна дренажа, значи за отстранување на токсините, намалување на оточеноста. Сега се доста популарни, јас веќе почнав да примерувам една густа четкичка, исто таа е како за суво четкање на лицето. Таа се користи како? Да се стават, например, кремите, серумите, или на За суво? гуашата треба на некој начин да е лизга во лицето, зависи ако го масираме, треба да биде мазно и површината да биде глатка, за да може да не го истегнеме кога влечеме, кога правиме потези, да не го повредиме, додека кога правиме суво чистење, суво четкање, тогаш треба да е посуво лицето, секако кога има одредена некоја состојба на лицето, пред се на негата треба да се осврнеме, значи да му ја вратиме таа една живост, живост, отпорност и слично што природно ја носи, за да не му дојдат премногу сите овие други работи дополнително површински што ќе ги правиме. И исто така би рекла, значи ова е многу просто, ние таа гуаша алатка може да ја ладиме во фрижидер па да ни служи како за смирување и за намалување на отоци, но секако исто мијање лице со ладна вода, ледени коцки, ладни шок терапии исто би препорачала за кожата на целото тело, што ќе се види и на лицето, и инфраред сауна исто така. Ја спомнала тука како нешто што секој може да си приушти, а за среќа сега и овие малце, да речеме, условно поинвазивни методи поврзани со естетската медицина веќе во оваа година некако ја менуваат перспективата, па викаме сега веќе не се во мода замрзнати лица, полни устни и така натака, одиме на нешто што изгледа поприродно, персонализиране пристапот, значи нема лек за сите ист, на тоа лице, на одредено лице што му треба тоа да му се даде, и методите со кои што современата медицина се служи да бидат по неинвазивни, во смисла насочени кон регенерација, дали со ултразвук, дали со со радиофреквенција и слично, значи тие подигања и слични интервенции да не мора секогаш хируршки да се прават. Така да би требало во добра насока да одиме, меѓутоа сега до сега тоа што е направено исто така треба да има начини како ќе се
залекува, како ќе се третираат тие појави што знаеме дека кај многу лица веќе имаат лоши последици. За жал. Така. Во делот на инсертите можеме да видиме како изгледа час кај тебе, па кажи ни какви се реакциите на жените кои што доаѓаат, дали доаѓаат и мажи, Да. кои се впечатоците во однос на тоа? Да, значи, па зависи, некои доаѓаат и со недоверба, ама после еден час веќе може да се примети дека ако часот почнал во некоја одредена стресна состојба, веќе на крајот на часот се чувствуваат релаксирано, затоа што сме делувале на тензиите, малце подобро сме си го сетиле лицето, малце подобро, подлабоко сме си допреле до себе си. Сега тоа кога се прави редовно, кумулативниот ефект е секако многу поголем, поизразен и обично и така вежбаат, тие што вежбаат во континуитет, затоа што си приметуваат бенефит. И на расположението и секако лицето гледа дека не им пропаѓа, значи полошо нема да им биде, може само да им биде подобро. Така да убави се сеансите, значи убаво е да се вежба во група, убаво и во еден на еден, некогаш јас правам и онлайн часови. Значи, Каде Нина сметаш дека иднината ќе не однесе во однос на грижата за кожата? Спомнуваме и нови методи, секако тука се и оние, нели, ботокси, разни градување на витамини и така натаму, кој што нели си одбира тоа индивидуално. Во секој случај според тебе каква е иднината на грижата за кожа? Да, ќе се грижиме и понатаму, како што и генерации наназад се грижеле луѓето и поставувале различни стандарди што е добро, што не е поврзано со убавината, така и сега преживуваме одредени трендови кои што се менуваат, но еве ако ова година ја земеме како репер, дека тенденцијата е во насока на што поприродно искористување на сопствените ресурси и можности, секогаш тука ќе биде пластичната хирургија и слично, значи за да поправа одредени неправилности, но мислам дека кога луѓето ќе сватат дека е неодржливо тоа на долг рок и не носи баш многу среќа, дека ќе се свртат кон себе си и навистина ќе си ги користат своите потенцијали, значи да прават нешто за себе што можат, затоа што на тој начин тоа на долг рок креира и задоволство и навистина ја зголемува самодовербата. Јас така, значи верувам во трендот дека ќе ја користиме моќта на природата. И еве при крај сме на разговорот, јогата за лице за која возраст е, односно од која возраст може да се почне, дали е за сите возрасти? Да, па вака би рекла, ако лицето, младото лице подразбира добро тонирани мускули, мазна површина, значи една хармонија, полни усни, кренати образи и така натака. И сега кога ќе почнеме да приметуваме дека лицето се спушта, дека мускулите слабеа, дека се поместува нешто од внатре, кога е уморен, тено, значи кога гледаме дека фали циркулација, фали една живост во лицето, кога имаме болки во глава, во очи и слично, ако немаме, значи, некои хронични болести, ако не сме во првото 3 месече од бременоста, разни карциноми, слично, пареза фацијалис и слично, значи има некои состојби што треба да се избегнуваат, веќе е период кога треба малце поангажирано да започнеме со вежбања. Природно, до кај 30-та година нашето лице, значи, си ги обавува функциите совршено и сега ние за да не го успориме, како што иначе природно се успорува, може веќе по 30-та година да започнеме со ваква практика, иако кај мене доаѓаат и помлади лица, затоа што сега и младата генерација што од мали нозе многу се интересира за се што е поврзано со негата. Но би рекла кога така овие симптоми ќе ги приметат кај себе, тогаш сигурно е сигнал дека веќе треба нешто да превземат, но природно ако се гледа по 30-та година некаде би требало да почнеме со одредени стимулации, поредовни практики, значи нема заборавање, значи дневна, ноќна нега. Значи тоа е, лицето си памти, за се што внесуваме да има поголема абсорптивна моќ, значи треба да имаме здрава бариера, тоа сакам да кажам, значи да се грижат кога го чистат, убаво да го чистат, но не до степен да чувствуваат затегнатост, да не пишти лицето од пречистеност, за да може бариерата да си ја има својата функција и се што ќе нанесеме убаво
да упие. Значи јога е на некој начин за сите, без никакви претерувања. Значи само во смисла ако како што реков, има некои состојби да се проверат претходно да се добие потврда од стручно лице и исто така можам да кажам да се избегнува во случај кога имало непосредно вбризгување на одредени материи, дали хиалурон или некои други материи во лицето и тука треба еден временски период да помине, али во суштина секој што е спремен да вложи време, значи инвестицијата во skin investment, значи тоа што сме потрошиле за кожата како средства за препарати и време, тоа ја не би рекла дека е трошок, тоа е инвестиција, така да секој што е спремен да влезе во еден процес на промени и секојдневно да приметува добри промени, ја препорачувам Фейсјок. Па нека започне. И од најмали нос. Секој може да прави по нешто, не се, ама по нешто. Така, апсолутно. И ева само за крај, бидејќи нормално си експерт во тој домен за кожа, нели за јога, иако си магистриран економист. Да, јас сум дипломирана економист, да, на одсек менеджмент со долгогодишна банкарска искуство. Значи јас имам, да, во односи за јавност бев запишана на магистарски, да, стигнав до трудот. Интересна комбинација, нели? Да, па добро, јас сакам се интересирам за многу работи, цело време нешто учам и тоа е исто една прекрасна работа, да биде свесен човекот дека ништо не знаеме до крај, дека цело време може да се надоградуваме, да стануваме подобри, ба за тоа ни треба времето, значи процесот на старење, ба за тоа ни треба за да не изгради, да не оформи, да не направи поцеловити, послободни на тој начин, посигурни во себе, така да. Да, и следство на тоа прашањето ми беше, имаме доста препарати кои што се користат, дневна рутина, ноќна рутина. Што всушност е она што е најпотребно? Што е најпотребно? Убаво да биде исчистено лицето, сега е популарно тоа двојно чистење. Точно, значи двојно чистење за сите што користиме шминка, живееме во град кај што има загадување, кај што додаваме SPF, значи фактор за протекција од UV зрачење. Тоа задолжително и во зима. Значи и во зима, да. Сега ќе кажам нешто дополнително поврзано со SPF. Значи чистењето, двојно чистење во смисла за да се отстранат тешките материи растворливо во масло, воден чистат за да се доисчисти се она што останало, до степен значи да не пишти кожата од пречистеност. Значи да ја оставиме здрава таа бариера што имаме, има одредена кисела средина која што не треба да надминува 5,5 киселост. Тоа е битно да биде хидрирано и таа хидратација да биде затворена со нешто што е похранливо, помасно. Тоа ни е многу битно. Добро да е исчистено, исхидрирано и хидратацијата да не дозволиме да брзо да испари, значи да има нешто похранлив слој што ќе нанесеме врз тоа. Околу SPF, па и сите продукти што ги користиме. Многу е важно каде се произведени, за кој пазар се произведени. Временските услови, микроуслови на живење во Сингапур и во Скопје не се исти, така да ако тоа лице треба да користи поголем заштитен фактор, не значи дека и ние треба да користиме, што не значи дека треба воопшто да не го користиме, треба да го користиме, но секогаш зависи дали сме подолг период излезени денеска надвор, како сме облечени, дали сме заштитени со научари, со шешири и слично, колку сме нападнати реално од тие зраци, затоа што телото и кожата си имаат своја одбрамбена улога, значи си ствараме меланин со кој што не штити, но ако па многу сакаме да се изложуваме на сонце, секако мора да се заштитиме за да пред се да не изгориме и уште повеќе е важен тој фактор да го користиме за да ги спречиме УВА зраците кои што длабоко продираат во дермисот и ги уништуваат колагенот и еластинот. Многу корисни работи. Јас буквално вака гледам, слушам, не трепкам што се вели, колку се информации ни сподели. Верувам дека и на гледачите ќе бидат корисни. Секогаш задоволство да се разговара со тебе. Ти благодарам за поканата, Марија. Ми беше задоволство и мене, почитувани гледачи. Убави разговори, корисни разговори во неделниот микс, така и денеска заедно со Нена Јоновска, експерт за масажа, односно јога за лице. Вие бидете заедно со нас, секако за кратко сме повторно назад.